бојачот со Рики и Кики. Здраво, дечиња, јас сум бојачот и со мене од левата страна е Рики, а од мојата десна страна е Кики, па заедно ќе се дружиме во оваа епизода, а денес не очекува забавна авантура со 4 интересни боенки. Во оваа епизода ќе ја боиме оваа боенка со кутрињата Роки и Стела, гледајте не дечиње. Исто во оваа епизода ќе ја избоиме буквата Г од македонската азбука, затоа да ја изгледаме целата емисија. Покрај боенката со буквата Г направивме боенка со 4 зборови за да ги научите и вие, а тоа се глушец, гума, граф и гнездо. Во оваа боенка ќе го научиме бројот 4 како изгледа и убавите интересни топчиња. А со вашата поддршка ни помагате да создадеме уште повеќе забавни и едукативни содржини за децата. А сега Рики да ни ја раскаже приказната за Роки и Стела во шарената ливада. Еден убав сончев ден си биле две кученца и се викале Роки и Стела. Тие живееле во една мала кукичка покрај ливадата што била полна со убави цвеќиња. Тоа утро од прозорецот се појавило сонцето, па ги разбудило веселите кутриња. Додека лежеа, во истиот момент Роки и Стела извикаа «Добро утро», потоа станаа и си ги измија очите, а Стела го стави доручекот за да доручкуваат. Откако си се најадоа, Роки испома на Стела да излезат надвор и да одат кај ливадата. Во тој момент Стела ја здогледа топката во нивниот двор, па ја зема и почна да си игра со топката и ја подаваше на Роки. Во еден момент почнале да ја туркаат топката низ тревата. Трчале, скокале и се смееле. Топката се тркалала лево, десно, нагоре по ричјето и повторно надолу. И така топката застанала до едно дрво што околу него имало многу цвеќиња. Роки кога отиде по топката здогледа една убава црвена бубамара. Роки рече «Здраво, бубамаро, како се викаш?» Бубамарата рекла «Се викам Бади». Во тој момент дојде и Стела, па така и Стела се запозна со Бади. Роки ја праша Бади што прави, каде лета, а Бади им раскажуваше како го поминува денот од цвет на цвет. И така се запознавам со многу пријатели. А сега и вие ми станавте пријатели и може заедно да ја прошетаме ливадата со убавите цветови. Па така тројцата подскокнуваа и се бркаа, но во еден момент под едно убаво цвеќе здогледаат едно жолто убаво пиленце и тргнаа накај него да видат дали му треба помош или сака и оно да игра и шета со нив. «Здраво, пилрнце, ние сме Роки и Стела, а ова е Бади». Па во тој момент пленцето било радосно, што запознава нови другарчиња за играње и решило да им каже дека се вика Пики, а овде барам цветови за да ги однесам во моето гнездо, за да ми го разубави со многу убави бои. Потоа Стела и Роки бара убави цвеќиња, а Бади ги носеше до гнездото. А Пики го украсуваше гнездото, така заедно направија преубаво шарено гнездо за Пики и неговите мали пиленца. Откако го направија гнездото, заедно продолжија да се бркаат и играат по ливадата. А над нив си леткаа убавите пеперутки, радосни и весели. Во еден момент Стела ја здогледа едната пеперутка како слета на едно убаво цвеќе. И полека Стела се приближи до пеперутката и се запозна со неа. Стела ја покани да се придружи со нив и заедно да играат по ливадата. А пеперутката беше радосна дека има уште едни нови другарчиња и заедно ја прошетаа целата ливада. И така сите заедно играјки си одеднаш слушнаа тивко како плаче едно мало девојче покрај едно дрво. Стела и Роки се приближија, не плаши се девојченце, зајто плачеш, го праша. Малото девојче се шетало и скокаки се оддалечило од дома и така не знаело повторно да се врати. Се исплашило, а почнувало да се стемнува, па затоа и почало да плаче. Тогаш сите пријатели решиле да му помогнат на девојчето.
Пеперутката полетала високо за да го побара патот. Пчелата летала од една страна на друга и внимателно разгледувала. Пиленцето прашувало по пат дали некој го видел домот на девојчето. По кратко време пеперутката забележала мала кукичка на ридот и ги известила сите дека натака е патот и така сите заедно тргнале по патеката. Роки и Стела оделе покрај девојчето за да не се плаши. Па така полека стигнале до кукичката. Во дворот на девојчето биле мајката и таткото и го барале девојчето насекаде. Во тој момент Стела и Роки извикаа родителите на девојчето биле многу среќни кога здогледаа како девојчето се враќа дома со многу и нови пријателчиња, а тоа беа пчелата, пеперутката, пиленцето и двете убави кутриња Роки и Стела. Девојчето ги прегрнало своите нови пријатели и им се заблагодарило дека ја најдоа нејзинат куќа, па така девојчето ги покани повторно да дојдат за да си играат во нејзиниот двор. Но сонцето полека почнало да заоѓа и наоколу се стемнило. Пеперутката рекла мора да си одиме и ние дома, а утре пак ќе дојдеме. Па сите заедно трегнале накај својот дом среќен и насмеан, со убави спомени од прекрасниот ден поминат со пријателите. Роки, Стела, пиленцето, пчелата и пеперутката биле среќни и горди што направиле добро дело. Така завршил уште еден прекрасен ден на веселата ливада. А сега во денешната боинка ќе ја боиме буквата Г и вака изгледа буквата Г во македонската азбука. Овде ја гледаме како се пишува големата буква Г и малата буква Г и сега другарчиња внимателно слушајте, затоа што нашата другарка Кики ќе ни раскаже за неколку интересни зборчиња што започнуваат со буквата Г, тоа се глушец, гума, граф и гнездо. А сега другарчиња Кики да ни ги објасни новите зборчиња и да научиме нешто ново. Здраво, дечиња! Ајде да ги запознаеме зборчињата што започнуваат со буквата Г. Глушец. Глушецот е мало и брзо животинче. Тој има долга опашка и сака да јаде зрна и сирење. Гума. Со гумата ги бришеме грешките кога цртаме или пишуваме со молив. Таа ни помага листот повторно да биде чист. Граф. Гравот е здраво и вкусно растение. Од него се подготвува вкусно јадење кое многу луѓе го сакаат. Гнездо. Гнездото е домот на птиците. Во него тие ги несат своите јајца и ги чуваат своите мали пилиња. Сега кога ги избоивме боенките со буквата Г, научивме како изгледа буквата и кои зборчиња ги има со буквата Г во нашата македонска азбука. Во оваа боенка го имаме бројот 4, а овде има 4 крупчиња и сега заедно да изброиме. 1, 2, 3, 4. Па сега ќе ви кажам интересни примери, а вие слушајте внимателно. Во годината има 4 годишни времиња. Пролет, лето, есен и зима. Во пролет природата се буди, во лето е топло и сончево, во есен паѓаат лисјата, а во зима често има снег и студ.
Светот има 4 главни страни – север, југ, исток и запад. Со нив полесно се снаоѓаме и знаеме во кој правец треба да одиме. Автомобилот има 4 тркала. Благодарение на нив, тој може да се движи по патиштата и да однесе таму каде што сакаме да одиме. Количката за бебиње има 4 тркала. Благодарение на нив, родителите лесно го шетаат своето бебе. Количката од супермаркет има 4 тркала. Во неа ги ставаме намирниците и другите производи додека купуваме. Благодарение на нив, лесно ја туркаме низ продавницата. Масичката на тркала има 4 тркалца. Тие помагаат лесно да се движи кога сакаме да ја поместиме. Маса со 4 ногарки. Масата има 4 ногарки. Тие ја држат цврсто и рамно за да можеме удобно да јадеме, цртаме, учиме или играме. Столот има 4 ногарки. Тие го држат цврсто и стабилно за да можеме безбедно и удобно да седиме. Креветот најчесто има 4 ногарки. На него удобно лежиме, се одмараме и спиеме за да пораснеме здрави и силни. Прозорецот има 4 страни. Низ него влегуваат сончевата светлина и свежиот воздух, а можеме и да погледнеме што има надвор. Вратата има 4 страни. Таа ни помага да влегуваме и излегуваме од домот, училиштето и другите простории. Рамката за слика има 4 страни. Во неа ставаме фотографии и цртежи за да изгледаат убаво. Квадратот има 4 еднакви страни и 4 агли. Тоа е една од првите форми што децата ги учат. Срцето има 4 комори, нашето срце има 4 комори. Тие работат заедно и му помагаат на срцето да ја испраќа крвта низ целото тело. Кучето има 4 нозе. Со нив трча, скока, игра и весело го следи својот сопственик. Мачката има 4 нозе. Со нив тивко оди, високо скока и лесно се качува на различни места. Конјот има 4 силни нозе. Со нив може брзо да трча и да носи луѓе или товар. Кравата има 4 силни нозе. Со нив оди по ливадите и пасе свежа трева. Од кравата добиваме вкусно и здраво млеко. Тоа беа неколку примери за бројот 4, а во друга епизода ќе кажеме повеќе примери каде се го има. Ви благодариме што бевте со нас. Се гледаме во следната емисија. Чао! Сите 4 боинки можете да ги превземете од линковите што се наоѓаат под видеото. Ако ви се допаѓаат нашите видеа, не заборавајте да не следите на нашиот YouTube канал. Притиснете претплати се исто и копчето лайк, претплати се, не значи дека треба да платите пари. Тоа е целосно бесплатно и значи дека ќе не следите и ќе добивате известувања за новите видеа. А со вашата поддршка ни помагате да создадеме уште повеќе забавни и едукативни содржини за децата. Се гледаме во следната емисија.